Согласно финансискиот план за тековната учебна година, во Кривопаланичкото основно општинско училиште Јоаким Крчовски набавени се 150 столчиња и 75 клупи. Со новиот инвентар опремени се училниците од матичното училиште, каде настава следат учениците од 6, 7 и 8 одделение. Поставеноста на клупите во училниците е адаптирана за соодветно користење на компјутерската технологија во наставниот процес, со што е овозможен подобар пристап до компјутерите за секој ученик, како и поголема прегледност за наставниците, изјави директорот на училиштето Драган Ристовски. Набавивме нови клупи и столчиња за централното училиште, се со цел да им содадеме услови на учениците да не стојат компјутерите постојано пред нив и кога имаат потреба и кога немаат потреба. Значи, компјутерите се поставени по крај зидовите, а додека овие сега нови клупи ги поставуваме како класични училници, значи кога немаат потреба учениците да работат на компјутери, да можат да имаат место каде да се ги постават тетрадките, значи другиот материјал што им е потребен на часот. Ристовски напомена дека набавката е извршена со наменски средства од буџетот на училиштето, дел од кои во првото полугодие од учебната 2013-2014 година беа потрошени за реновирање на канцеларијата за наставници и училишната библиотека. Во наставничката канцеларија заменете подот и поставен е нов канцелариски мебел, додека во библиотеката покрај нов мебел и полици обновени и книжниот фонд на лектирните изданија и стручната литература, рече Ристовски. Пред почетокот на оваа учебна година, во месец август, извршивме некои обновувања во нашето училиште. Пред се, извршивме обновување на канцеларискиот мебел кај наставниците. Понатаму поставивме ролетни во јужните училници, односно училниците што се на јужната страна, бидејќи тука сонцето повеќе време во текот на денот ги грее тие простории и им смета и на наставниците и на учениците, така да ги заштитивме со непропустливи ролетни. Понатаму во тој период исто така извршивме обновување на мебелот во нашата библиотека што се наоѓа во горното училиште во Партизан. Кога сме до библиотеката, можам да ви кажам дека секоја година извршуваме обновување на библиотечниот фонд, понекаде од 200 до 300 книги за лектира, белетристика, стручна литература и тоа се оди континуирано. Еве, како сум јас директор 4 години, значи секоја година за некаде 200 до 300 книги библиотечниот фонд ни е побогат. Понатаму, во овој период исто така поставивме трибини од Америка, што се донација за нашето училиште во соработка со нашата општина и една американско-македонска корпорација што ни излезе во пресред и ни ги донира тие трибини што ќе ни послужат за надпревари по физичко, да можат и учениците, па дури и родителите и останатите луѓе кои сакат, кои се заинтересирани да дојдат, да има место кај што можат да седнат и да ги надгледуваат овие надпревари. Исто така трибини беа поставени во салите во горното училиште во Партизан, каде што многу ќе ни се најдат за одржување на некои надпревари, поготово надпревари во пинг-понг, надпревари во карате, каде што публиката може да седне, некој пред тоа доаѓаат, луѓето ќе постојат и ќе си заминат, така да сите тие надпревари што беа одржувани без посетители. Кажете вие дека ова се целогодишни активности, сигурно располагате и со буџет, меѓутоа стига ли тоа, од каде се средствата? Тие средства се наши, значи од буџетот на нашето училиште, наменски средства, што ние ги планираме сега од оваа година за наредната, за 2014 година, со планско работење, со точно зацртани цели, така да за наредната година, за 2014 година, со така имаме испланирано што треба да реконструираме, да нешто обновиме. Не е тоа кој знае колку, меѓутоа со оглед на финансиските средства, сепак секоја година се гледа дека нешто ново се изработува, се купува во нашето училиште. Директорот нагласи дека останатите наменски средства ќе бидат потрошени во второто полугодие за инфраструктурни зафати на спортските содржини во матичниот објект, асфалтирање на кошаркарскиот терен и уредување на повеќе наменското игралиште.